Почитувани, во наредните неколку минути ќе проследиме дел од разговорот што го водеше Силвана Павловска, нашиот реномиран и дипломиран новинар и преведувач од македонски на англиски и обратно од Мелбурн и директор на фирмата Language Experts со Драгана Спасовска, која е представник на граѓанската иницијатива за образованите реформи во Македонија, учебници и настава мора да има, и родителката Даниела Ѓоргиевска од Македонија, на кој разговор и јас бев присутна. Би сакала накратко да ви известам дека ова Сдружение на родители е составено со цел да ги заштитат интересите на најмладите ученици од овие неосновани промени и како што велат промени се потребни, ама треба да се во согласност на Уставот и потребите на децата. Воедно ова Сдружение секојдневно расте и нивната заложеност да се справа со овие предлогни реформи кои се незаконски наметнати на нивните деца моментално и драстичните промени во образованието. Ако би сакале да ги слушате целиот разговор, тоа можете да го сторите на линкот на YouTube каналот на Language Experts од Силвана Павловска од Мелбурн, а ќе го ставиме линкот и на Facebook страната од нашата радиопрограма од Брисбан, а тоа е Гласот на вистината при 4B. Добар ден, наши слушатели и гледачи на нашата емисија во Фокус со вашиот водител Силвана Павловска. Во јуни оваа година, може би се сеќавате, одржавме меѓународна конференција по тема Новите образовни реформи во Македонија, надоградба или крах на детскиот ум. И со обзир на почетокот на новата година, која започна на 1 септември, значи пред некој ден, ја поканивме госпоѓата Драгана Спасевска, представник на граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има од Македонија. Исто така гостин ни е Даниела Ѓоргиевски, родител од Македонија, и нашата Оливера Стојчевска, водител и координатор на македонската радиопрограма што се емитува во Брисбан, државата Куинсленд. Добро дојдовте на сите. Добро најдовме. Добро ве најдовме. Драгана, сакате нешто да ни покажете? Еве го законот, сега овде може да се може да се симне. Значи во член 3 стои дека секое дете има право на бесплатно и квалитетно образование. Во член 3 право на основно образование. Секој дете има право на бесплатно и квалитетно основно образование и воспитание и образование во основното училиште. Меѓутоа, ниту имаме бесплатно, ниту имаме квалитетно. Тоа е, за жал, основното право кое што треба да го имаме, а ние го немаме. Затоа ќе нема да се откажеме, не само заради нашите деца, имаме идни генерации кои што утре, може би и вашето дете ќе дојде да биде во 4-то оделение и видете, ова со импровизацијата и со новите реформи кои што се воведени во 1-то и во 4-то оделение, мислам дека е намерно предизвикана реакција. Затоа што новите реформи, новите содржини, да му ги вметнеа на 9-то оделение, тие веќе се свесни и самите деца ги дадеа отпор. Значи се става ова во најмала возраст, каде што детето не е свесно што се случува, не може да реагира, ќе прифати што и да му се предава, така да нема можност за реакција, ама затоа сме ние родителите многу свесни, ги гледаме нештата што се случуваат, затоа ние кои сме тие како старатели и родители кои што треба да одлучуваме за образованието на нашите деца, и ние ќе реагираме се додека не воведеме промени, меѓутоа не вакви. Во една демократска земја овие предлози што ги имате во врска со менување на законот околу формирање на комисија и ова друго што го спомнавте, тие нешта секако дека звучат добро во една демократска земја, но Македонија, иако се нарекува дека е демократска земја, колку е демократска? Оти ова е еден пример со образованието, каде што гледаме дека постојат толку многу проблеми и дека народот, родителите се приморани да се организираат во една граѓанска иницијатива за да можат да ги заштитат правата на децата и на родителите, според кои што имаат право од уставот на земјата. Сакав мојата колешка Оливера
Да? Кажете вие да ви дадеме збор 2. Сакате нешто вие да поставите прашања за Драгана или Даниела? Имам неколку забелешки до сега од разговорот што беше. Рековте дека имате стручни лица што ќе бидат гости на вашата трибина. Дали ќе имате и гости од владата или министерката, дали се поканети и дали имате од нив слушнато дали ќе бидат присутни или не? Вака. Пред се морам да ви покажам еден документ кој што само да видам дали ми е тука, на 26-ти, да, не ми е тука, тој е 26. На 26-ти, меѓутоа ние го имаме објавено, на 26 август поднесовме последно барање и пред медиумите и писмено барање, последно барање за работна средба со министерката на 26 август со цел до 1 септември да не ги разјасни како ние ќе почнеме учебна година и дали ќе имаме учебници. Меѓутоа, министерката не ни удостои ни со одговор дека не можеме да имаме работна средба, што навредува. Вие и сами знаете, цела јавност знае дека јас бев избркана од граѓанска трибина, организирана од нивна страна. Така, значи министерката одбива многу дрско да не се сретне со родителите, а и морам да кажам и со наставниците кои што веќе една година морам да ги споменам тука и да ги поддржам и да ги поздравам и да ги охрабрам и тие веќе јавно да почнат погласно да зборуваат, бидејќи уште од лани една година додатоци за дополнително работно време не им се исплатени и се борат и тие со, да речам, многу неразбрана личност. Дали ме разбират? Па можам да прашам како функционираат учителите и министерството во тој случај? Наставниците се во тешка состојба, бидејќи самите не им е јасно како ќе ги држат часовите на овие импровизирани реформи, со тоа што се оставени сами да прават сега сценарио по кој што ќе се водат во наставните активности. Пред се Душан Томшич, која имавме првата средба, ни рече дека по еден предмет, замислете, дури најави е дека по еден предмет ќе има 3 учебници, односно 3 содржини кои што наставникот една ќе одбере со кој што ќе се води во образовниот процес. Ние немаме ниту една, најави е 3. Мислам, многу е смешно да се навраќам. Имаме големи проблеми и наставниците се во иста таква тешка ситуација. Меѓутоа, колку е мудра министерката. Министерката постави своји ментори во училиштата, кои што ќе бидат дополнително бонусно исплатени во однос на тоа што се наставници ментори, меѓутоа тие наставници ментори се нејзини блиски луѓе, односно на власта, кои што доколку еден наставник не се држи до она што му е дадено, односно например доколку некој не сака да предава за родова еднаквост или било како така, неговиот ментор може да го опомени и да го опомени, да го укори за неговата непослушност, затоа што тоа треба да се спроведува. Кажете ни каде може да се обратат нашите кои што сакаат да помогнат или да Значи ние имаме страна образовни реформи, на која што има убаво објаснета донацијата и се одвива и електронски, лесно е со кликање, така што средствата се проценети во денари, меѓутоа колку и да сака некој кај вас да донира, банката ги повлекува во вид на денари, кај вас се пресметува тоа во долари. Тоа беше дел од разговорот што го проследивме во изминатите минути. Па, за да го поддржите Сдруженијето на родителите и нивната скорешна трибина која ќе се одржи оваа сабота на 18 септември, која беше закажана за минатиот викенд, ама беше презакажана поради трагичниот настан од минатата недела пожарот во подвижната болница во Тетово, каде животот го изгубија 14 лица. Посетете ја нивната веб страница, тоа е obrazovni.reformi.mk и со неколку кликови можете парично да земете учество и вие и да им помогнете во исполнување на нивните заложби за денешните и идните генерации на ученици.
Ви благодариме за вниманието и искрено се надеваме ќе ја поддржите оваа иницијатива на родителите и нашите сограѓани на Република Македонија. Воедно ќе ја слушнеме и Драгана со објаснување како најлесно да... Почитувани сограѓани, драги родители, ви се обраќам со барање за финансиска поддршка на активностите за граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има. Како што сите добро знаете, иницијативата е независна, непартиска и неполитичка организација на граѓани, а членовите на управниот одбор и координативните тела ги финансират активностите на иницијативата од сопствен џеп. Повеќе од 20 граѓански активисти во координативните тела веќе 3 месеци работат 24 часа без надомест и одвојуваат од приватните и семејни буџети за поддршка на активностите на иницијативата. Следните чекори и активности на иницијативата предвидуваат организирање на јавна дебата, доставување на преставки до Уставен суд и во крајна линија бојкот на наставата и протести низ градовите од септември. Во најава, исто така и граѓанска иницијатива за измена на Законот за основно образование. За овие активности потребни се финансиски средства, ги немаме. И затоа, драги сограѓани, ве повикувам да учествувате со донации за остварување на нашите заеднички цели, првенствено како родители и директно засегнати со еднината на нашите деца и нашата заедничка еднина. Во моментов, веб-порталот на иницијативата е во изработка, сепак на порталот се поставени модули за електронски донации со дебитни платежни картички од било која банка, национално и интернационално. Веб-порталот се изведува по светски стандарди, а онлайн донирањето е имплементирано согласно стандардите за електронско плаќање. Напомена, сите потребни тестови се направени, модулите се оперативни и електронското донирање е сигурно. Во моментов се поставени опциите за единична донација од 100 денари или донација во наменски фондови за активностите на иницијативата. Следете ги линковите наведени подолу во описот на ова видео и донирајте по избор. Дополнително објаснување за активностите и финансиска конструкција за реализација на истите може да прочитате на секој линк соодветно. Извештаите за собраните донации и нивна наменска употреба ќе бидат редовно и јавно објавувани на веб-порталот и во групата Учебници и настава мора да има. Ви благодарам однапред.